Добро дојдовте во Урбаните вести. Вестите денеска ги започнуваме со информација за детската болница Козле, на која што и беа донирани 10 прочистувачи на воздух. Средствата за набавка на прочистувачи на воздух се обезбедени преку лични донации од членови на граѓанското здружение Ротари клуб Скопје Интернационал. Продолжуваме со вестите веднаш по генералната најава. Ново системско решение ќе го растовари метежот во центарот на Скопје. Се ограничува работата на печката за медицински отпад на Дрисла. Скопските општини потпишаа декларација за отвореност, отчетност и транспарентност на локалната самоуправа. Доцни новогодишното украсување во Скопје. Со изградбата на соодветни велосипедски и пешачки патеки ќе се овозможат алтернативни начини на движење на граѓаните на град Скопје. Градоначалникот Петре Шилегов рече дека со еколошко и модерно системско решение ќе се растовари градскиот метеж во центарот на Скопје, а со тоа ќе се намали и емисијата на штетни гасови. Со еколошко и модерно системско решение ќе се растовари градскиот метеж во центарот на Скопје, а со тоа ќе се намали и емисијата на штетни гасови. Ова го истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на регионалната конференција зголемување на бројот на велосипеди во Скопје, поддржана од Германското друштво за интернационална соработка и германската влада. Градоначалникот Шилегов рече дека со секоја нова реконструирана и изградена улица Скопје предвидува изградба на соодветни велосипедски и пешачки патеки, а се со цел да се овозможат алтернативни начини на движење на граѓаните на град Скопје. Проектот Скопје-Белоград е еден од приоритетите мој како градоначалник и на градската администрација која што предводам, преку едно ново системско решение, еколошко и модерно, имаме за цел да се растерети градскиот метеж во центарот на градот и да се намали емисијата на штетни гасови кои што се предизвикани од автомобилскиот проект. Градоначалникот Шилегов додаде дека Скопје ќе биде просперитетен и модерен град и најави дека планот на градската администрација е Скопје да стане зелена европска престолнина до 2021 година со функционирање на градот со системот Smart City. Джеймс Макбет од Германското друштво за интернационална соработка во Македонија во своето обраќање рече дека ова не е обична работилница, туку дека се работи за живот или смрт. Населението во урбаните средини страда од загаден воздух и дека секоја седма смрт е поврзана со лошиот воздух во урбаните средини. Врз основа на последните мерења кои покажале надминување на просечните концентрации на јаглероден моноксид, сулфур двооксид и прашина во септември и октомври од спалувањето медицински отпад, донесена е одлука за ограничување на работата на Дрисла. Решение за ограничување на работата на печката за медицински отпад во Дрисла од само 8 часа, меѓу 7 и 19 часот, како и целосна забрана за работа кога се надминати праговите на алармирање на загадување на град Скопје за мерната станица Лисиче, донесе Државниот инспекторат за животна средина по вонредниот инспекцијски надзор на депонијата во село Батинци, општина Студеничани, извршен на 1 декември годинава. Како што соопшти Министерството за животна средина и просторно планирање, решението е донесено врз основа на последните мерења, кои покажале надминување на просечните концентрации на јаглерод моноксид, сулфур двооксид и прашина во септември и октомври од спалувањето медицински отпад. При инспекцијскиот надзор, инсинераторот не бил во работен процес, а работи секојдневно во 2 смени со капацитет од 250 кг на час или 3 тона на ден. Дрисла од октомври 2013 година поседува измена на дозволата за усогласување со оперативен план. Согласно дозволата, врши месечни мерења на емисијата на гасови од емитерот, уџакот на инсинераторот, од страна на акредитираната лабораторија за животна средина Технолаб, за што се изработени месечни извештаи. Одбиените резултати од мерењата на емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од печката за спалување медицински отпад за септември и октомври
октомври е евидентирано надминување на просечните концентрации на јаглерод моноксид, сулфур двуоксид и прашина, информира Министерството. При надзорот на инспекторатот е констатирано и дека на депонијата се носат одредени количини празни канистри од компанијата Kemet Electronics од технолошко-индустриската развојна зона Бунарџик. Тие се уништуваат со компактирање во телото на депонијата. Во одредена полузатворена просторија во кругот на депонијата е организирано собирно место за отпадни масла. Веднаш до сервисот за механизација на правниот субјект се собираат во метални буриња, а потекнуваат од сервисирање на сопствената механизација. Собраното отпадно масло се придава на Аутохаус Заковски Скопје, компанија овластена од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Повеќе градоначалници денеска ја потпишаа декларацијата за отвореност, отчетност и транспарентност на локалната самоуправа. Целта на овој документ е да се подобри транспарентноста и отвореноста на една општина и активностите кои се финансирани од јавни пари мора да бидат јавни и лесно достапни за граѓаните. Во организација на Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис и како коорганизатори општините Газибаба и Карпош, денеска повеќе општини од Скопје и Македонија потпишаа декларацијата за отвореност, отчетност и транспарентност на локалната самоуправа, кој треба да придонесе за поголема достапност на информации и информациите за трошењето на јавните пари да биде подостапно за граѓаните. Принципот на транспарентност на една општина подразбира објавување на информации за организацијската структура, буџетот за работата и објавувањето и пристапот до информациите за јавните набавки. Според досегашната пракса, општините не ги објавувале ниту договорите, ниту анексите на договорите склучени на отворени јавни набавки. Оваа ниско ниво на исполнување на индексот на достапност и транспарентност на општините во Македонија се должи на тоа дека општините досега многу малку ги користеа новите технологии, интернетот, социјалните мрежи и други форми кои не мора да бидат по електронски пат, може и офлайн, може информатори за граѓаните, јавни дебати, јавни консултации. Тоа многу малку се правеше од страна на општините во Македонија, односно и многу малку имаше информации за тоа на нивните веб страни. Имаше многу малку информации за буџетот на што општините го трошат, за начинот на трошење, немаше информација и за јавните тендери, немаше информација и за договорите кои се склучуваат, а уште помалку и за анекс договорите кои се склучуваат од страна на општините со другите субјекти. Градоначалниците на скопските општини Газибаба и Карпош, кои воедно се коорганизатори на настанот, истакнаа дека ќе ја почитуваат оваа декларација и повеќето од информациите ќе ги направат јавни и лесно достапни, а овој начин, според градоначалниците, веќе започна да се применува. Односно, информации кои претходно не биле објавени, сега се објавуваат на интернет страниците на општините и социјалните мрежи. Како градоначалник на општина Газибаба, делејќи мислените на моите колеги, уште пред изборните кампањи кои ги водевме за градоначалници, ветивме дека ќе работиме транспарентно и отворено во општините. Ветивме дека ќе ги отвориме општините јавно за сите граѓани да биде достапно во секое време и нивната услуга, би рекол, да биде на едно место. Тоа го направивме и сега после кога го земавме мандатот, со своето работење докажувавме дека со транспарентно работење општините добиваат повеќе. Секако довербата на луѓето во општината е голема. Тие гледаат дека нивните пари каде се трошат во буџетот. Исто така гледаат како директно во одлучувањето каде завршуваат нивните средства. Една од клучните заложби ни е транспарентноста и отчетноста пред граѓаните. И од тоа отстапки нема. И апсолутно стоиме се уште и јас и тимот во општината на ставот дека тоа ќе биде една од главните нишки кои што ќе провејуваат во наредниот 4 годишен мандат кој ни го доделија граѓаните. Сите документи од јавен карактер се трудиме да ги објавуваме, дури имавме случај и со вирус во една од градинките, каде што воопшто со PR службата од општината не ни чекавме да дојде тоа до медиумите или родителите да го објават. Напротив, транспарентно и одговорно ние одговоривме и објавивме дека
нешто такво се случува и кои чекори сме ги преземале. Според фондацијата Метаморфозис, последниот регионален резултат на отвореност на локалната самоуправа е разочарувачки и изнесува само 34%. Политиката на отвореност мора да биде политика на сите општини и таа мора да го најде своето место помеѓу другите важни државни политики. Скопјани со нетрпение очекуваат градот да блесне во новогодишен амбиент. И покрај одложувањето на активностите околу украсувањето, градските власти уверуваат дека Скопје за нова година ќе светне во новогодишни бои, но кога ќе започне украсувањето, никој не прецизира. Само 20 на дена не делат од дочекот на новата година, а македонската метропола, и тоа како заостанува над европските, во однос на новогодишното украсување на улиците и плоштадите. За разлика од минатите години, кога уште на почетокот на декември Скопје светнуваше во новогодишни бои, оваа година само сивилото од загадениот воздух е присутно во градот. На плоштадот Македонија и главните улици низ центарот на градот нема ниту еден новогодишен украс, ниту пак екипи работат на поставување на украсите и елките. Запрашан дали скопјани ќе имаат можност да уживаат во новогодишен амбиент, градоначалникот Петре Шилегов вели дека градот ќе се украсува, а украсувањето се очекува да започне денеска или утре. Она што ќе изостане оваа година е спектакуларниот огномет, а од буџетот на градот за новогодишното украсување ќе се издвојат околу 5 милиони денари. По планот согласно избраниот понудувач требало, мислам дека најдоцна во текот на утрешниот или задутре денот да започне украсувањето. Станува збор за јавна набавка што ние наследивме како градска администрација и која што беше избран понудувач за согласно планот за украсување, меѓутоа не избравме огномет. Ниту скопските општини досега не почнале со украсување на главните улици и плоштади на нивна територија, за разлика од минатите години кога речиси сите општини издвојуваа пари за поставување на новогодишни елки и украси. Градоначалниците на општините Аеродром и Карпош, Златко Марин и Стефан Богоев информираат дека во план е да се украсат големите булевари во општината, додека градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски информира дека во оваа општина нема да има новогодишно украсување. Општина Аеродром има сопствени украси, ќе украсуваме делот по булеварот Јане Сандански. Во рамки на нашиот буџет беа предвидени 1 милион денара за украсување. Се откажавме од новогодишното украсување. Тоа заедно со градот Скопје ќе го ублажиме како дел каде што ќе треба на социјална категорија на луѓе за да им ги доделиме тие средства. А градот Скопје се обрза да во дел на нашата територија помогне символично да одбележиме новата година. 1 милион се сепак средства кои што навистина на категоријата на социјалните групи ќе им помогне. Општина Карпош ќе украсиме оваа година, меѓутоа со неколку пати намален буџет во однос на минатите години, бидејќи буџетот е во навистина тешка состојба, односно ќе украсиме онолку колку да се одбележат новогодишните и божикните празници, меѓутоа да не биде тоа мегаломански и да не биде тоа недомакински, со символична сума колку да може да се одбележи и граѓаните да почувствуваат оваа новогодишна и божикна еуфорија. И за ова секако јавната набавка ќе биде објавена на страницата на општината и очекувам тоа да се случи во текот на наредната недела. Пред еден месец градоначалникот Шилегов изјави дека оваа година нема да има новогодишна прослава, а предвидените пари околу 50.000 евра ќе се донираат на детската болница Козле. И општина Ѓорче Петров информира дека оваа година наместо прослава општината одлучила средствата да ги намени за купување на новогодишни пакетчиња, кои ќе им бидат подарени на прводеленците од сите училишта во општина Ѓорче Петров. Во однос на украсувањето на општината ќе бидат опфатени повеќе локации, меѓу кои улиците Ѓорче Петров, партизански одреди до СП Планет, двата кружни текови, паркот и споменикот на Ѓорче Петров.
На четвртата седница на Советот на Општина Карпош, советниците едногласно ја прифатија програмата именувана како програма за антикорупцијска едукација на основците во сите основни училишта кои се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа. Станува збор за проект со кој ќе се образуваат учениците од 8 и 9 оделение по предметот граѓанско општество. Во општина Карпош се одржа четвртата седница, а советниците расправаа на 17 предлог точки. Советниците едногласно ја прифатија програмата предложена од страна на Министерството за образование и наука, именувана како програма за антикорупцијска едукација на основците во сите основни училишта кои се наоѓаат на територија на локалната самоуправа. Станува збор за проектот со кој ќе се образуваат учениците од 8 и 9 оделение по предметот граѓанско општество и кој ќе ги опфати сите училишта во Република Македонија. Советниците ја прифатија одлуката за проширување на обемот на средствата на буџетот на општина Карпош за 2017 година. Во 4 детски јавни установи кои се наоѓаат на територија на Карпош, Мајски цвет, Орце Николов, Пролет и Распеана младост, се разрешија досегашните членови во управните одбори и се именуваа нови. Исто така се усвоија заклучоците на програмата за именување и дополнување на годишната програма за работа на основното училиште Аврам Писевски, Братство, Вера Циревири Трена, Владо Тасевски, Војдан Чернодрински, како и за училиштата Димо Хаджидимов, Јана Москоменски, Лазо Трповски, Петар Попарсов и Христијан Тодоровски Карпош. На оваа седница по барање на досегашниот член на одборот на директори во Друштвото за спортски дејности, кошаркарскиот клуб Карпош Соколи 2000 АД Скопје, Маријан Огњановски, беше разрешен од оваа позиција со одлука на Советот на општина Карпош. Објавен е конкурсот за најдобрите спортисти на град Скопје за 2017 година. Изборот на најуспешните спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на град Скопје се доделува за постигнати резултати во индивидуални и во клубски спорт во тековната година. Сојузот на спортските федерации на Македонија денеска го објави конкурсот за доделување награди и признанија во изборот за најуспешни спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на град Скопје за 2017 година. Изборот на најуспешните спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на град Скопје се доделува за постигнати резултати во индивидуален и во клубски спорт во тековната година на спортисти и тренери кои што настапуваат за спортски клубови, чие седиште е во Скопје. Право на предлагање на кандидати за изборот на најуспешните имаат спортските клубови и нивните членови, чие седиште е во Скопје. Предлозите за избор на најуспешни спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на град Скопје се за следнива категории: најуспешни 10 спортисти во сениорска категорија мажи и жени, најуспешни 5 спортисти во младинска категорија мажи и жени, најуспешен тренер, најуспешна спортска екипа од Скопје, најуспешен спортист странец кој настапува во екипа од Скопје и најуспешен спортист во категорија на лица со посебни потреби. Критериум за спортските остварувања се резултатите постигнати на олимписки, светски, европски првенства и други меѓународни надпреварувања. На соодветните надпреварувања каде што е остварен спортскиот резултат, условите за номинирање на спортистите во поединечни спортови во изборот на најуспешни спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на град Скопје се на светско првенство каде што учествуваат минимум 30 земји и на истото учествуваат најмалку 8 надпреварувачи во поединечна конкуренција и оствариле најмалку 2 победи. На европско првенство каде што учествуваат минимум 15 земји и на истото учествуваат најмалку 8 надпреварувачи во поединечна конкуренција и оствариле најмалку 2 победи. Клубовите и нивните членови од екипните спортови се рангираат преку настапи на големите надпреварувања, кои претходно учествуваат на надпревари во квалификациите и групите во Европската лига на шампиони, Евролигите, Европските купови и други регионални надпреварувања. Предлозите за горе наведените спортски категории ги доставуваат спортските клубови и нивните членови кои гравитираат на подрачјето на град Скопје, со уредна документација која што треба да содржи: копија за регистрација на субјектот со седиште во Скопје, копија од регистрацијска книжка на предложениот спортист со право на настап на надпревари во тековната година, официјален документ за постигнатите спортски резултати објавени во билтени, веб страници, код системи и слично. Јавниот оглас трае 7 дена, односно до 18.12 до 15 часот. Расте бројот на туристи кои ја посетуваат Македонија. Најпосетен град е Скопје, а најбројни се турците, грците и србите.
Македонија во текот на октомври 2017 година ја посетиле 55.244 странски туристи, кои оствариле 104.118 ноќевања. Најпосетено било Скопје, кое го посетиле 26.190 странски туристи, а најбројни биле туристите од Турција, Грција и Србија. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на странски туристи е зголемен за 21,1%, а бројот на ноќевањата за 15,4%. Во истиот месец, бројот на домашни туристи изнесувал 22.535 туристи, кои оствариле 61.630 ноќевања. Бројот на домашни туристи и ноќевања остварени од нивна страна е намален за 5,3%, односно за 5,9%. Вкупниот број туристи во октомври изнесува 77.779, а бројот на ноќевања 165.748. Во периодот јануари-октомври 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 16,3%, при што кај домашните туристи има зголемување за 6%, а кај странските за 23,4%. Во периодот јануари-октомври 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 12% и тоа кај домашните туристи има зголемување за 4,8%, а кај странските има зголемување за 22%. Поради редовни технички зафати во електросистемот, утре неколку скопски населби и села ќе останат без електрична енергија. Поради закажани технички зафати, утре без електрична енергија ќе останат повеќе делови од Скопје, информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Од 8:30 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат објектите на Машинометал, Маџари 17 и склад Технометал во Маџари во општина Газиваба. Во периодот од 8:30 до 11 часот без струја ќе биде делодолицата Димитар Беровски во општина Центар. Од 8 до 11 часот струја ќе нема и на делодолицата Ботун во општина Карпош. Во периодот од 9:30 до 15 часот без струја ќе биде дел од село Буковик во општина Сарај. Од 8:30 до 14 часот без струја ќе бидат стопанските и нестопанските објекти во близина на улицата Народни херои, ресторан Ексклузив, маркет на Скопски пазар и Дием, делодолицата Народни херои и подружница на Министерството за земјоделие во општина Киселавода. Од 11:30 до 15 часот и 30 минути струја ќе нема на улица Ѓорги Капчев, под улици број 3, 5 и 7 во општина Аеродром и од 9 до 14 часот без струја ќе бидат селата Ласкарци, Буковик, Раовик и Паничари во општина Сарај. Под влијание на јужно струење во наредните денови температурите ќе бидат релативно повисоки. Утре облачноста ќе се зголеми, по котлините ќе биде магливо, а врнежи од дожд ќе има во вечерните и ноќните часови кон четврток во западните и северните делови. Потоа нов влажен вран се очекува за време на викендот. Во продолжение е МТМ Метео. Со МТМ Метео го одјавуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Довидување.